Почитувани присутни, врз основа на член 37 став 1 од Законот за локалната самоуправа, службен вестник на Република Македонија број 5/02, член 22 став 1 од Статутот на Општина Куманово, службен гласник на Општина Куманово број 1303, 1307 и 815 и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Куманово, службен гласник на Општина Куманово број 12/9. Денес, на 9 ноември 2017 година, четврток, во 12:15 часот, ја отварам конститутивната седница на Советот на Општина Куманово за мандатот 2017-2021 година. Ве поканувам да станете да ја слушаме државната химна. Над Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев питу гули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, бојни песни, нови вестници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Vi formuleres på himnen. Почитувани советници, почитуван градоначалник на Општина Куманово господин Максим Димитриевски, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитуван секретар на Општина Куманово, почитувани представници од администрацијата на локалната самоуправа, почитувани директори на јавните предпријатија, почитуван командир на територијална противпожарна заштита од Куманово, почитувани присутни од ОПСЕ, почитувани представници на медиумите и други присутни. Ве поздравувам и го посакувам успешна работа на оваа конститутивна прва седница на Советот на Општината Куманово. Наеднаш на туку избраните советници и на избраниот градоначалник на Општина Куманово, господин Максим Димитриевски, ви посакувам успешна работа во идниот 4-годишен мандат. Почитувани представници
Пани Милиони, да продолжам и да ви го обелоденам дневниот ред за првата конститутивна седница на Советот на општина Куманово. Прва точка – избор на председател и членови на верификационата комисија за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Куманово. Втора точка – верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Куманово. 3. Избор на председател и членови на комисијата на за мандатни прашања, избори и именување на Советот на општина Куманово. 4. Избор на председател на Совет на општина Куманово. И 5. Предлог решение за определување на членови на Советот на општина Куманово кои ќе учествуваат при исклучување на бракови во општина Куманово. Во врска со дневниот ред отварам расправа. Ве молам дали има предлози за измени и дополнувања на дневниот ред. Благодарам. За збор се јавува координаторот на советничката група на СДСМ, господинот Томица, повелете. Почитуван господине председавач, колеги советници, почитуван градоначалник, директор на јавни предпријатија, општинска администрација, почитуван пратеник во собрание на Република Македонија. Поради точки кои ќе ни бидат на следната седница, на едната недела, барам на дополнување на дневниот ред, бидејќи ќе има разгледување, ќе се треба да се изберат комисии кои ќе имат прашања за разгледување кои се поврзани со точки од наредната седница. Затоа барам да се вметне во дневниот ред дополнување, избор на председател и член на комисија за финансирање и буџет, како точка број 6, точка број 7, избор на председател и членови на комисија за комунални дејности и точка број 8, избор на председател и комисија за образование, култура и спорт. Ви благодарам. Благодарам. Значи имаме предложени уште 3 точки од дневниот ред. Ве молам дали некој друг има да побара збор. Шелтарија Зоран Петрушевски. Така, благодарам. Користам ова прилика на сите избрани членови на Советот на општина Куманово да им честитам за изборот и да им посакам успешна работа во наредниот мандат, а и исто така на градоначалникот на општина Куманово. Кога веќе отворивме расправа за дневниот ред, знам дека е малку незгодна оваа конститутивна седница, бидејќи формално не ја закажува председателот од стариот состав, а ја води сега најстариот член на Советот и така. Уште немаме верифицирани мандати и така натаму. Добро, но имајќи в предвид дека оваа седница конститутивна требаше да се одржи многу порано. Ние 20 дена, односно 20-тина, не ги знам баш точно, градоначалникот веќе ја презеде својата функција, а на исти избори бевме, и 20-тина дена тој ја извршува својата функција, а нема совет во општината Куманово, што не е добро. Колку тоа не е добро покажува и еве ова предлог на допона на дневниот ред. Веќе имаме работа. И тоа веќе во вторник се закажува седница едвај што се вели ќе бидат поминати 5 дена. Во таа смисла, многу имаме работа. Значи, не сакам така да ја почнуваме работава, ама некако само се наметнува прашањето. Исто така, веќе задутре имаме ден на нашата општина. Имаме гости. Закажана е свечана седница. Навистина не знам кој е закажал.
кој тоа може да закажува свечена седница. Се знае според законот, тоа го прави председателот на совет така натаму. Тоа значи дека сме задоцниле. Добро, каква е така е да ќе имаме гости, ќе имаме настани така натаму. Исто така, овој претходниот состав на советот објавил дека Inderuar këshilltar që i përmbajnë да се држиме на дневниот ред и да не развиваме limit e rendit të ditës. Vi falenderit. веднаш, бидејќи минатиот состав објавил оглас да се луѓето пријавуваат за она традиционална ноемвриска награда. И сега нормално е, сите луѓе очекуваат, тоа е традиција, со години ова награда се доделува. А еве гледам, ниту во оригиналниот предлог за дневен ред, ниту сега во допуната не е предложена онаа комисија која таа работа треба да ја сработи. Така да, предлагам, кога веќе ќе имаме некоја пауза сега, каде ова верификационата комисија и така ќе заседава, да направиме напор да ја формираме и таа комисија, има време да си донесе одлука веќе задутре да сме спремни, односно таа награда традиционално да ја доделиме. Исто така, како доказ дека е потребно тоа, ќе го споменам градоначалникот кој што во медиумите изјавува дека тој ќе даде своји награди од неговиот домен. Така е, во ред е тоа, но и советот зошто да не ја си ја изврши таа функција. Значи, мојот предлог е да се дополни дневниот ред и со таа комисија за одбележување на празници, награди и признанија. Благодарам. Миндирите. Благодарам. Имате конкретен предлог, значи? Благодарам. Дали има некој друг да се пријави за збор или нема? Бидејќи нема други пријавени за збор, ја заклучувам расправата и предлогот на господинот Томица го ставам на гласање. Ги повикувам службите да го спроведат гласањето. Пропозимине пар. Da. Nie. Për predlog. Glasov. Da, Glasov. Da. Me qenë se kemi probleme në Имаме технички проблеми со електрониката. сме воти. Го повториме уште еднаш гласањето поради технички пречки. Бидејќи имаме технички проблеми, тогаш ќе барам со кревање да гласаме. Ве молам, кој е за предлогот на советникот Томица? Од 33 присутни советници, за гласа 33, против нема, воздржани нема. Значи предлогот е усвоен, значи како дел од дневниот ред ќе бидат и предлозите на координаторот на СДСМ господинот Томица. Уводиме
на вториот предлог на господинот Зоран Петрушевски за формирање на комисија за одбележување на историски настани и одделување на Значи го ставам на гласање предлогот на господинот Зоран Петрушевски, кој е за, ве молам со кревање рака. Благодарам. Од 33 присутни советници, 33 гласа за и со 33 гласа се усвои и предлогот на Зоран Петрушевски. Одиме да го усвоиме дневниот ред од, значи ќе го читам целосно дневниот ред. Точките кои ги читам, плюс го молам советникот да ги чита прецизно предложените точки, за да се забележат. Избор на председател за председател на Комисија за финансирање и буџет и членови на Комисија за финансирање и буџет. Точка број 6. Точка број 7. Избор на председател на Комисија за комунални дејности и членови на Комисија за комунални дејности. Точка број 8. Избор на председател Комисија за образование, култура и спорт и членови на Комисија за образование, култура и спорт. Точка број 9. Фалндерет, Благодарам. Го молам господинот советник Зоран Петрушевски прецизно да го чита својот предлог за точката на дневниот ред. Фалименде. Председател и членови на Комисија за одбележување на празници, доделување на награди и признанија. Благодарам. ju Фалндерет, Така, како што го случнавме и е обеледенет пред вас дневниот ред, го ставам на гласање. Со кревање на рака кој е за дневниот ред. Констатирам дека едногласно е усвоен дневниот ред за работа во денешната седница на Советот на Општина Куманово. Одиме на првата точка од дневниот ред, избор на председател и членови на верификационата комисија за верификација на мандати на членовите на Советот на Општина Куманово. Оваа комисија ќе треба да има толку члена колку што треба, составен од председател, двајца членови и предлагам за председател на комисијата Миле Андоновски, членови Аделина Адеми и друг член Борислав Додевски. Отварам расправа во врска со предложените кандидати за верификационата комисија. Ве молам дали има некој кој бара збор. Констатирам дека никој не побара збор. Јас затварам дебатата и предлогот за формирање на верификациона комисија го ставам на гласање. Бидејќи системот работи, сега електронски ќе гласаме. Благодарам. 33 советници
Од 33 гласале 32 за, воздржани нема, 1 против. Благодарам. Тогаш ги молам членовите на верификационата комисија да ја составаат листата за верификација на мандатите на членовите на Советот и давам 10 минути пауза за оваа работа. Благодарам. Vazhdojmë pikën e dytë të rendit të ditës dhe Од дневниот ред и го повикувам председателот на верификационата комисија за верификација на мандатите на членовите да земе збор и да даде извештај за нивната работа. Благодарам. Повелете, господине Миле. Благодарам, председавач. Во име на верификационата комисија во состав Миле Андоновски, Аделина Адеми и Борислав Додевски го поднесувам овој извештај до Советот на општина Куманово. Верификационата комисија на Советот на општина Куманово ги разгледа уверенијата за избраните советници доставени од општинската изборна комисија и утврди дека се избрани советниците од следните политички партии. Од коалицијата предводена од Социјалдемократски сојуз, Атина Мургашанска, Томица Илич, Благојче Јачимовиќ, Ивица Костовски, Сонја Тодоровска, Владимир Павловски, Милена Строимановска, Самет Салиевски, Хана Джелјадини, Миле Андоновски, Ненад Ѓорѓевиќ, Александра Андоновска, Сашо Милковски, Ивана Николиќ, Ана Ангеловска и Саша Арсиќ. Од коалицијата ВМРО ДПМН, Драган Петковски, Емилија Трајковска, Борислав Додевски, Саша Николиќ, Анета Шандева Доневска, Зоран Петрушевски, Невена Величковска, Мирослав Тричковиќ, Срđан Рашити, Марија Цакиќ и Александра Тасиќ. Од ДУИ, Фатмир Идризи, Ферис Дервиши и Аделина Адеми. Од БЕСА, Наилје Османи, Фљурим Имери и од Алијанса на албанците Осама Муадини. Наведените советници имаат уредно и врз основа на закон поднесено уверенија за нивен избор, што се издадени од Општинската изборна комисија. Врз основа на горното, верификационата комисија му предлага на Советот на општина Куманово да го усвои овој извештај и да ја изврши верификацијата на нивните мандати, а со тоа и конституирањето на Советот. Благодарам. Faleminderit zotëri kryetare, dëgjuam raportin dhe propozimin. Го слушнаме извештајот и предлогот да се прави верификација на мандатите. Извештајот со предлогот на верификација на мандатите оставам на гласање. Ги молам службите да го спроведат гласањето. Благодарам. Faleminderit. Konstatoj se me 33 vota 33 гласа за се усвојува извештајот и предлогот на председателот на комисијата за верификација на мандатите. Значи се усвојува овој извештај за 133 гласа за. Благодарам. Ги молам службите да спроведе гласање
за верификација на мандатите на членовите на Советот за периодот 2017-2021 година. Значи, овој предлог го ставам на гласање. Благодарам. Со 31 глас за се усвојува предлог одлуката за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Куманово за периодот 2017-2021. Благодарам. Ги повикувам сите советници да станат на нози и да дадат и подпишуваат свечена изјава по редоследот. Јас ке читам прв и секој од вас со своето име, но имаат право и другите етнички заедници да се изјаснат на свој мајчин јазик за да дадат свечена изјава. Благодарам. Ве молам. Јас solemnești deklaroj se të drejtat dhe obligimet e anëtarit të Këshillit do t'i kryej me ndërgjegje и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Благодарам. Të nderuar të pranishëm, по подпишување и давање на свечената изјава, сега го повикувам градоначалникот на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, да земе збор и да им честита на советниците за верификација на мандатот. Почитуван градоначалниче, повелете. Благодарам, почитуван председавач. Почитувани членови на Советот на општина Куманово, почитувани представници на општинската администрација, јавните институции, јавните предпријатија, почитувани представници на ОПСЕ мисијата во Република Македонија, почитувани представници на медиумите и останати присутни на првата конститутивна седница на Советот на општина Куманово. Почитувани, ми представува чест во име на градоначалник на општина Куманово, во моје лично име и во име на граѓаните на нашата општина, да ви го честитам мандатот во Советот на општина Куманово. Воедно ви посакувам плодна и успешна работа. Сите заедно, без разлика на својата партиска, верска и политичка припадност, да се заложиме заедно во интерес на нашите граѓани, нашите избирачи, во интерес на нашата општина и нашата држава, Република Македонија, да овој предстојан мандат 4 годишен донесеме заеднички одлуки, вие во Советот, а јас како градоначалник на оваа општина, заедно со вас, да ги имплементирам во целост, а од истите граѓаните да почувствуваат бенефит. Имам искуство во работењето на Советот и верувајте ми дека од моја страна ќе се обидам да го дадам својот максимум во делот на разбирањето
и потешкотиите со кои што Советот во континуитет, како еден од органите на локалната самоуправа, се соочува да ги надминеме различностите, првенствено политичките, и да се посветиме на суштинско и реално решавање на најгорливите прашања во нашата општина, а сите ние знаеме дека ги имаме многу. Затоа уште еднаш во оваа прилика сакам да ви посакам и на вас, и на мене, како прв човек и во општинската администрација, взаемно разбирање и понатамошен успех кој што ќе вроди со плод и ќе разреши многу горливи проблеми на нашите граѓани. Тргнувајќи од комунални проблеми, решавајќи социоекономски проблеми и онаа што е најпосакуваното, да го видиме Куманово како една модерна и убава, добро организирана средина, која што ќе им ја оставиме на следните генерации кои што ќе дојдат по нас. Ви благодарам на сите, со успех и среќа. Благодарам, господине градоначалник. Продолжуваме поднатаму, поминуваме на третата точка од дневниот ред, избор на председател и 4 члена на комисијата за мандатни прашања. И дозволете ми да ги предлагам членовите за председател Томица Илич, за членови Благојче Јакимовиќ, Александра Андоновска, Фатмир Идризи и Драган Петковски. Да се работи и да се донесе одлука, да даде одлука комисијата. Давам пауза од 20 минути, значи да се повлече комисијата. Извинете, најпрви ни тука треба да се усвои, да се стави на гласање. Ве молам да гласаме за составот на комисијата кој ќе го предложи и председателот. Ве молам да гласаме. Благодарам. Од 32 советници кои гласале, 30 гласале за, 1 против и 1 воздржан. Значи се усвои предлогот оваа комисија да се повлече, значи, и да ни го даде името предложено за председател на Советот. Да дам пауза од 10 минути, благодарам. Го молам председателот на комисијата, ве молам за тишина. Значи, одиме на четвртата точка и го молам председателот на комисијата да даде предлог за председател на Совет на општината и да даде образложение за истиот предлог. Го молам. Значи, председателот да го изнесе предлогот со образложение за председател. Parlamenterit ndëruar kryesues, Komisioni për Çështje Mandatash zgjedhje dhe emërime ishte në përbërje të plot. Прашања, избори и именувања за председател на Совет на општина Куманово беа предложени Атина Мургашанска и Борислав Додевски. Комисијата со мнозинство на гласови го дава предлог за председател на Совет да биде изберена Атина Мургашанска. Атина Мургашанска, родена на 29.7.1968 година, дипломиран правник со правосуден испит,
вработена во Центар за развој на Североисточен плански регион, истакнат професионалец со нагласени организацијски и раководни способности и поборник за тимска работа. Долгогодишен активист и борец за родова еднаквост и почитување на човековите права. Избрана за член на Совет на општина Куманово од листа на локални избори 2017 предводена од СДСМ како носител на истата. Благодарам. Falënderit kryetar, hapi debat lidhje me propozimin e kryetarit të komisionit. На комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Ве молам, кој е за дискусија? Констатирам дека нема предложени, нема пријавени за дискусија. Ја затварам расправата и предлогот на комисијата господја Атина Мургашанска да биде председател на Советот го ставам на гласање со сугестија за председател. Се гласа само за врз основа на деловникот и статутот на општина Куманово, значи нема против или воздржани. Ве молам да гласаме. Констатирам дека со 23 гласа за Атина Мургашанска е избрана за председател на Советот на општина Куманово за мандат 4-годишниот мандат 2017-2021 година. Ви благодарам за вниманието. Господја Атина може да го заземете своето место. Почитувани колеги, членови на Советот на општина Куманово, најпрво би сакала да ви искажам длабока благодарност за искажаната доверба, за поддршката, за изборот на председател на Совет на општина Куманово за наредниот 4-годишен период. И веднаш на почетокот исто така да изразам длабоко убедување дека ни предстои 4-годишна успешна и плодна соработка. Верувам со рамноправно залагање на сите членови на Советот, каде што нема да правиме разлика ниту по политичка, ниту по било каква определба. Сите овдека избрани ќе бидеме центар на локалната демократија на општина Куманово. Верувам дека Советот на општината ќе биде локален дом и највисоко представничко тело, онака како што налагаат и законските прописи, и дека со успешна, конструктивна дискусија, со размена на конструктивни и квалитетни предлози, сите заеднички ќе работиме за подобра иднина на нашиот град и нашата општина и во интерес на потребите и залагањата на нашите граѓани. Ви благодарам уште еднаш. Да продолжуваме со останатиот дел од седницата, но пред да преминеме на следната точка од дневниот ред, би сакала да се заблагодарам и на нашиот колега советник, господино Дервиши, за претходното успешно председавање и водење со ова наша, на некој начин, и свечена конститутивна седница. Ви благодарам. Одиме на петата точка од дневен ред. Предлог решение за определување на членови на Советот на општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во општина Куманово. И воедно го молам
Исто така, председателот на Комисијата за мандатни прашања да ни го изложи составот на советниците кои ќе учествуваат при склучување на бракове. Повелете. Официјално сакам да ви честитам на избраната функција. Се надевам дека успешно ќе работите во наредните 4 години. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања работеше во полсостав изготвување на решение за определување на членови на Совет на општина Куманово кои ќе учествуваат при случување на бракови во општина Куманово и достава предлог решение до Советот. Сите членови на Совет во општина Куманово ќе учествуваат при склучување на бракови во општина Куманово. За матично подрачје на град Куманово се вклучени сите членови на Советот. Распоредот го имате добиено во материјалите за оваа седница. За матично подрачје на местна канцеларија во село Романовце определени се Саша Арсиć, Осама Муадини, Мирослав Тричковиќ и Хана Джилјадини. За матично подрачје на местна канцеларија во село Табановце Нена Ѓорѓевиќ, Флюри Мимери и Саша Николиć. За матично подрачје на местна канцеларија во село Клечовце Сашо Милковски и Срđan Рашити. Ви благодарам. Ви благодарам. Го слушнавте предлогот. Отварам расправа по изнесениот предлог за членови на Совет на општина Куманово кои ќе склучуваат при склучување на бракови во нашата општина. Повелете дали некој се јавува за збор? Доколку нема, преминуваме на изјаснување. Кој е за овој предлог на членови на Совет на општина Куманово? Значи го оставам предложеното решение на усвојување. Кој е за, ве молам да се изјасни. Констатирам дека гласале 32 советника, 33 се извинувам, 32 за, 1 против, воздржани нема и со 32 гласа ова решение е усвоено. Преминуваме на 6-та точка од дневниот ред и воедно му давам предлог решение за избор на председател и членови на Комисијата за финансирање и буџет на Советот на општина Куманово и воедно му давам збор повторно на председателот на Комисијата за мандатни прашања и именување. Повелете. Благодарам, председателке. Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања достава предлог решение до Совет на општина Куманово за избор на председател и членови на Комисија за финансирање и буџет на Совет на општина Куманово. За председател и членови на Комисија за финансирање и буџет на Совет на општина Куманово се предлог решение за председател Владимир Павловски, за членови Ивица Костовски, Сашо Милковски, Аделина Адеми и Драган Петковски. Благодарам. Дали има други предлози? Повелете. Nderuar kryetar, nderuara kryetare e Këshillit, të nderuar këshilltar, të nderuar përfaqësues të mediave, më lejoni që fillimisht në emrin tim dhe të Aleancës për Shqiptarët, që uroj për detyrën e marrë të sapo Изборот и на градоначалникот и на председателот на Советот, постакувајќи им успех во 4-годишниот мандат, исто така и на советниците, што се однесува на точката или комисијата. Ние вчера имавме една координативна средба и мојот став беше и продолжува да биде на оваа комисија да бидат представени и да има представници од сите партии. Бидејќи станува збор за буџет и финансирање, логично е сите партии да имаат свој представник или свој советник во оваа комисија. Така што предлагам на оваа комисија да има представници од партиите БЕСА или Алијансата на албанците. Бидејќи според имињата кои се предложени на таа комисија членуваат тројца членови на СДСМ, еден од ДУИ и еден од ВМРО. Така што предлагам еден член да биде од страна на БЕСА и Алијансата на албанците. Благодарам.
Ви благодарам. Дали има други предлози? Доколку нема, предлозите ги ставам на изјаснување по редот на изнесувањето. Значи, најпрвин ве молам да се изјасните за предлогот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување и да нагласам дека се гласа според деловникот за комплетниот состав на Комисијата и за предложените членови и председателот. Значи, не предвидува деловникот поименично изјаснување за одреден член. Кој е за вака предложениот состав на Комисијата за финансирање и буџет на Совет на општина Куманово од страна на Комисијата? Да, повелете. Повелете, Петрушевски советник има председател. Благодарам. Не сум сигурен, но предлогот што сега го даде колегата не е во смисла на персонален состав. Значи нема исти ранг како овој предлог што го даде комисијата наша, на Совет, така натам. Сметам дека првин овој предлог треба да се расчисти во смисла дали ќе се усвои, па да се барат конкретни личности или нема. Ако не се прифати, тогаш оди ова што вие кажате. Така мислам дека треба да биде. Благодарам. Можеме да одиме и по тој редослед, меѓутоа советникот не даде конкретни предлози, не даде предлог на комплетен состав на комисијата. По вообичаената практика се оди вака по редослед на предлагање. Јас предлагам на тој начин да одиме, да го освоиме, да гласаме за овој предлог, а еве доколку сакате може да оди, повелете. Të nderuar, pasi që propozimi i kolegut tim Osama ishte në rregull dhe procedurali i DPMN-s në këtë sallë, mendoj se duhet shkohet shqyrtim propozimi i Osamës, për atë arsye se nëse votohet paraprakisht ajo që thatë ju, nuk ka logjik që të votohet propozimi i Osamës. Да се гласа предлогот на Осама. Повелете, советник Осама. Unë kërkoj falje se ndoshta jam I ri në këtë përbërje dhe është Може би сум млад во овој состав и прв пат учествувам во Советот и деловникот сме го добиле на во последно време и не сме можеле да го читаме целиот и да видиме што содржи. Го заставам да деловникот предлозите од советниците, значи треба да се поддржаат од 5 присутни советници. Мојот предлог беше во име на партијата, но јас можам да предлагам и конкретно име да биде член на таа комисија. Така што, бидејќи сум еден како советник и нема кој мене да ме предложи, јас се предлагам сами од себе си да бидам член на оваа комисија. Фалемдерит. Јас си го гоптувам мир, па и тоа не ме Кажете комплетен состав, значи наместо на кој? Треба да предложите 5 члена. Предложите ги по ред, се едно дали сте вие или било кој во прашање, со кои се согласувате, кои ги менувате, ќе имаме комплетен предлог на состав на комисијата и ќе гласаме за вашиот предлог. Unë thash, njëri nga еден од представниците, членовите од страна на СДСМ, бидејќи се тројца, едниот од нив да се повлече. Тоа вие одлучете го. Јас не можам да се мешам во одлучувањето на имињата, без разлика дали сте од ДУИ, СДСМ или ВМРО. Имињата се тие, еден од тие од СДСМ да се повлече и да се стави моето име како член на комисијата. Во ред, иако по методологија е вака како што почнавме, комплетен предлог, еве во интерес на добра волја и на меѓусебно разбирање и соработка, ќе направиме исклучок, се согласувам со вас, сите сме нови, не сме го проучиле до крај деловникот и се, ќе направиме исклучок, ќе гласаме првин за вашиот предлог, да се направи измена, како што вие предлагате. Доколку се усвои вашиот предлог, ќе направиме координација и ќе го измениме. Доколку не се усвои, ќе одиме само на изјаснување за предлогот. Дали сте согласни со вакво решение? Значи, одиме, бидејќи кажав, еве, советникот не сака да си ја преземе таа обврска да предложи, да прави персонални измени, неговиот прво го ставам предлогот да се направи една координација во која еден член од мнозинството ќе биде замени со представник од Алијансата на албанците.
кој е за овој предлог да преминеме на изјаснување? Во ред ви благодарам, констатирам дека за овој предлог на советникот се извинувам, уедини, многу, интересна асоциација, за гласале 4 советника, против 17 и воздржани 10. И констатирам дека предлогот не е усвоен. Продолжуваме за изјаснување на следниот предлог. Предлогот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување го ставам на изјаснување. Ве молам да се изјасните. Ви благодарам. Констатирам дека за предлогот на Комисијата за претходно изнесениот состав на Комисијата за финансирање и буџет на општина Куманово во состав Владимир Павловски, председател, и членови Ивица Костовски, Сашо Милковски, Аделина Адеми и Драган Петковски, за се изјасниле 24, против 2 и воздржани 5, и со тоа овој предлог е усвоен. Ви благодарам. Преминуваме на следната точка од дневниот ред, 7-та точка, предлог избор на Комисијата за комунални дејности, за избор на председател и членови на Комисијата за комунални дејности на Советот на општина Куманово. Избор му давам повторно на председателот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Повелете. Благодарам, председателке. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања работеше во полн состав и доставува предлог решение за председател и членови на Комисија за комунални дејности на Совет на општина Куманово. За председател Благоче Етимовиќ, за членови Ивица Костовски, Томица Илиќ, Анета Шандева Доневска и Зоран Петрушевски. Благодарам, председател. Ви благодарам. Го слушнавме предлогот на комисијата. Дали има некој друг предлог? Повелете. Гледа дека претходно сте се договориле за членовите на комисијата кои се усвојува денес на седница. Не е во ред. На оваа комисија да нема ниту еден албанец како член на комисијата. Значи треба да има представник од албанската етничка заедница. Во ред ова го разбирам како дискусија. Дали имате конкретен предлог во смисла на претходната точка? Кој сака да биде, без разлика дали од ДУ и од Алијанса или од БЕСА, треба да има представник албанец во комисијата, така мислам јас. Мислам дека овој предлог треба да се исфрли поради тоа. Како што започнавме на претходната точка, мислам дека би било во ред сега да продолжиме во истиот правец и предлогот на советникот Фљурим Имери да се во составот на Комисијата за комунални дејности на Советот на општина Куманово да се вклучи представник од албанска припадност, независно од политичката партија, с кој се разбира би го направиле доколку се усвои предлогот на меѓусебна политичка координација, го ставам на изјаснување. Значи, кој е за во овој состав еден член да се замени со представник од албанската етничка заедница, независно од која политичка партија? Повелете и процедурално. Процедурално, ако може, пауза 5 минути во име на советничка група. Прогласувам пауза 5 минути да направиме координација, бидејќи уште сме неискусни во овам да се договорим. Ви благодарам. Констатирам дека за овој предлог 23 советника се изјасниле за,
против 1 и воздржани 8. Со оглед на усвоениот предлог, му давам повторно збор на председателот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, дали има нов изменет персонален состав во вашиот предлог. Благодарам председателке. На паузата Комисија за мандатни прашања, избори и именувања одржа кратка координација. Предложениот советник Ивица Костовски доброволно се откажа од членство во оваа комисија. Значи, предлог решението кој го оставам советот за председател членови на Комисија за комунални дејности на Совет на општина Куманово, за председател го предлагаме повторно Благојче Екимовиќ, за членови Аделина Адеми, Томица Илиќ, Анета Шандева, Доневска и Зоран Петрушевски. Благодарам. Ви благодарам. Изменетиот предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за председател и членови на Комисијата за комунални дејности на Советот на општина Куманово во претходно изнесениот состав го ставам на изјаснување. Ве молам да се изјасните. Ви благодарам. За овој предлог позитивно се изјасниле 30 советника, против нема и 3 воздржани. Констатирам дека е усвоен предлог за членовите на Комисијата за комунални дејности. Со ова преминуваме на 8-та точка од дневниот ред за избор на председател и членови на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Куманово. Го молам председателот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување да изнесе предлог. Благодарам председателке. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања во полн состав изготви предлог решение до Советот на општина Куманово за председател и членови на Комисија за образование, култура и спорт на Совет на општина Куманово, за председател Фатмир Идризи, за членови Сонја Тодоровска, Самет Салиевски, Милена Стројмановска и Саша Николиќ. Благодарам. Ви благодарам. Дали има некој друг предлог? Нема. Предлогот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување за овој состав на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Куманово го ставам на изјаснување. Ве молам да се изјасните. Ви благодарам. За предлогот на Комисијата за мандатни прашања гласале 31 советник, против нема и 2 воздржани. Со ова констатирам дека се избрани председателот и членовите на Комисијата за образование, култура и спорт на Советот на општина Куманово во претходно предложениот состав. Преминуваме на следната точка од дневниот ред, на изменетиот дневен ред кој го усвоивме на почетокот. 9-та точка од дневниот ред е избор на председател и членови на Комисијата за празници и доделување на награди и признанија. Го молам повторно председателот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања да го изнесе предлогот на оваа комисија. Благодарам председателке. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања во полн состав изготви предлог решение до Советот на општина Куманово за избор на председател и членови на Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија. За председател Сашо Милковски, за членови Милена Стројмановска, Самет Салиевски, Фатмир Идризи и Емилија Трајковска. Благодарам. Ви благодарам. Дали има некој друг предлог за составот на оваа комисија? Бидејќи нема, предлогот на Комисијата за мандатни прашања за членовите и председателот на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија го ставам на изјаснување. Ве молам да се изјасните.
Ви благодарам за овој предлог на Комисијата на мандатни прашања за состав на Комисијата за одбележување на празници, манифестации и доделување на награди и признанија. За се изјасниле 28 советника, 1 против и 4 воздржани. Констатирам дека е избран составот на Комисијата за одбележување на празници, манифестации и доделување на награди и признанија. Со ова го исцрпевме денешниот дневен ред. Ви благодарам за учеството и уште еднаш ви посакувам на сите, ни посакувам заеднички успешна и плодна соработка. Се гледаме на наредната втора седница на Советот на општина Куманово. Ви благодарам.